Повторно ние пред студиото на Бубе. Овој пат идеме да чуеме новата песна на Анета Молика. Анета веќе сите добро ја знаеме. Едва и чекам и јас да направам муабет со неа. Ајде. Добро вечер, повторно ние. Здраво, Даки. Здраво, здраво. Здраво, Бубе, како си ви? Супер, како се вие? Сапрајз ни вршите повторно. Повторно ние веќе домаќини тука станавме. Да. Хајде да одиме да видиме Анета и се гледаме. Ајде. Хајде да видиме. Добро вечер. Ние се извинуваме. Вака ненајавени. Како си ви? Па добро, еве, работно. Јас се извинувам од мое име што не ти се најавивме. Меѓутоа баш проблем. сакавме да те видиме како снимаш, како си ми прво. Па добро, одлично, супер расположена, еве нешто ново да спремиме. И редно е, мислам да спремиме, еве се ближат новогодишните празници, новогодишните емисии, па треба нешто ново да спремиме. Така е. Кажи ми сега, ова е нова песна, како ќе Да. се вика песната, дали ќе може малку да откриеш за фолк ексклузив? Па зошто да не? Са веќе кога дојдовте морам да ви кажам. Песната е од Далибор Џошич, комплетен автор. Се вика Крв македонска. Да, и во моментот ја снимаме. Јас гарантирам дека ќе биде добра и дека ќе биде слушана и дека ќе им се допадне на народот. И јас сум сигурна во тоа. Ќе може ли сега малку да се преместиме таму, да ќе ти украдеме 2-3 минути? Нема проблем. Нема Да се проблем. видиме и со Даки, и со Бубе, да седнеме сите да си направиме муабет. Ајде да се преместиме. Мојта мила земја не сум видела, млади момци битки моми става убава, во нас тече крв македонска. Анета, јас чув малку од песната, од новата песна, од Само Крв малку. македонска точно така, и е многу поразлично од Слушни ме мајко стара. Кој повеќе стил на музика вас ви се допаѓа? Па ми се допаѓа и овој стил како ова новата песна и тој стил како слушаме мајко стара, значи и двете песни ми се мили. Не дека Далибор е тука, дека се негови двете песни, меѓутоа тоа е исто како некоја мајка да ја прашате кој дете повеќе го сакате. Тоа е истото, значи и со песните. И песните ни се сите убави и мили. Ако не ни се убави, нема ни да ги снимиме. Вака, сега во последно време сте многу актуелна на секаде ни светот. На секаде. Како вие ја поднесувате веќе славата? Дали сте вие променати или треба некој друг може би тука да прашам околу тоа? Па еве јас ќе кажам слободно, значи јас сум истата и кога почнав да пеам пред 20 години, истото сум и сега. Значи славата во главата не ме удри се уште, нема ни да ме удри. Јас ќе си останам она иста Анета, природна и каква што ме знаат сите, значи никогаш нема да се сменам. Ништо нема да добијам со тоа што ќе се сменам, а и не сум ни таква. Ајде сега малку да покоментираме за песната. Далибор од каде инспирација за таква песна македонска? Само да се надоврзам, извинете, не е крева слушалка. Жрдив да ги прашава. Се шалам. Што се однесува до песната, ете да најавиме официјално, нели, нова песна, нов сингл, заедно во соработка со Анчето наше. Мислам дека оваа песна ќе помине на исто ниво како што помина Слушни ме мајко стара. Се надевам и повеќе гледаност, нели, и слушаност. Што да кажам друго, станува да ја завршиме песната, тоест да ја доснимиме со мојот продуцент Бубе да измиксаме како што ние мислиме и за скоро време ќе ја слушнеме. Ајде, дали и за оваа песна ќе следува еден убав спот како што и беше на Слушни ме мајко стара? Па секако дека сакаме да направиме некој видеозапис, нормално, значи не само да се слушни песната, треба и да се види кој ја пее. Така да прво да се сними, значи песната ете да не откриваме многу работи, се уште е рано. Да се сними еднаш песната, да видиме до каде ќе оди. Сигурна сум како што кажа Даки дека ќе биде слушана и дека ќе биде барана како Слушниме мајко стара, па ќе видиме. За тоа потоа. Еве веќе се ближи нова година. Дали вие сте закажани? И пред колку време сте закажани? Пред колку време Анета Молика е закажана за Закажани новогодишните? сме, да, за нова година сме во Канада. Новогодишните празници и божикините ќе бидеме таму. Закажани сме многу одамна, како за ова, така и за наредната нова година. За кога? За наредната нова година. Кај ќе бидете наредната нова година? Австралија.
Од сега закажани за наредна нова година. Тоа е, значи, година и 3 месеци претходно се закажани. Браво, браво. Не знам што да кажам. Ајде, сега е актуелно откажување на тури. Не знам колку знаете, кај нас во емисија кажа, односно Елена Вилевски изјави дека ја откажува турнејата во Австралија. Дали некогаш вие ќе откажете турнеја и која би била причината за вие да откажете некоја турнеја? Само Божја сила. Ништо друго. Значи, ние сами да откажеме турнеја во некој случај, бидејќи не сакам да ја демантирам, Елена таа си знае што и се случило и како и се случило. Не сакам да зборувам за тоа, меѓутоа само еден Господ може да направи тоа да се откажи. Само тоа, ништо друго. Значи да сме здрави и живи, да, само Божја волја и Божја рака може тоа да го смени. Никој друг. Така. Кажете ми се, ајде, некои идни планови што сега набрзо треба да се случат, освен или песнава? Па еве, ова е песната, турнејата во Канада и кога ќе се вратиме, планираме значи да снимиме и албум и да се ова песна ќе биде една од тој нов албум. Нормално за Австралија да спремиме нешто ново и да послужиме нешто ново на нашите таму во Австралија. Браво. Тоа се плановите, нема ништо конкретно, ништо така. Браво. Јас лично едва и чекам да чујам цела песна. И јас. И стварно ми е многу мило што прво сум таа што чу како ќе звучи една нова песна од Анета и ние се гледаме во некоја голема емисија. Нема проблем, секогаш сме расположени. Ти посакувам се најубава, така и продолжи, секаде да ти има и се гледаме. Фала ви на вас двајца, момци. Чао, чао. Чао.